Денеска во општина Прилеп одржавме седница на општинскиот кризен штаб, на која ја разгледавме актуелната состојба со коронавирусот во нашиот град. Имаме 11 нови случаи заразени наши граѓани со коронавирусот. Така да не стигнавме до бројката 100. За жал, стигнавме до троцифрен број. Во самоизолација се најдуваат 422 лица. Во изминатото деноноќие едно лице не го почитувало полицискиот час и е против него поднесена кривична пријава. На денешната седница на Општинскиот кризен штаб ги донесовме следните заклучоци. После вклучувањето на припадниците на армијата во асистенција на полицијата за одржување на редот и почитување на мерките за заштита од коронавирусот, констатиравме дека ситуацијата е подобрена. Но во најголем дел решен е проблемот на гужвите пред банките, големите маркети, градскиот пазар, меѓутоа се уште за жал се прават гужви пред малите малски продавници во одредени населби на градот. Уште еднаш апелирам до собствениците на дуќаните и до граѓаните да ги почитуваат мерките и препораките за одржување на физичко растојание од минимум 2 метри и на себе да носат заштитна маска. Денес ќе се чистат сите улици во градот, ќе се чистат само со вода, а во текот на утрешниот ден и во сабота ќе се дезинфицираат сите улици, јавните површини, паркови, влезови на згради и сите оние делови во градот каде што мислиме дека има потреба. Сакам да информирам јавноста дека општина Прилеп обезбеди 60.000 заштитни маски, од кои најголем дел ќе бидат поделени во текот на утрешниот ден пред големиот празник Великден. Наши волонтери ќе бидат во сите делови на градот и ќе им делат заштитни маски на граѓаните пред големите маркети, пилјарите, месарниците, во градскиот пазар и така натаму. Односно, секаде онаму каде што се очекува поголемо присуство на нашите граѓани. Почитувани граѓани, седете дома, а доколку имате потреба од кои било причини да излезете надвор од вашиот дом, носите заштитна маска и одржувајте физичко растојание. На крај, почитувани граѓани, сакам да упатаме на честитка. Христовото воскресение Великден е празник над празниците. Празник на радоста и спокојот, ден кој ја празнува и слави победата на животот над смртта. Периодот низ кој поминуваме, пандемијата на COVID-19, од нас бара да направиме се за да го заштитиме нашето здравје и здравието и животите на нашите најсакани, на нашите најблиски. Да докажеме дека послушноста и воздржувањето и одговорноста можат да бидат најголемиот пријател на верата и на луѓето. Искушенијата што не снајдоа, нека не бидат за затврстување на верата и за духовно напредување. Затоа, за овој Великден останете дома и од нашите домови да ги испратиме молитвите за здравие, среќа и берикет на нашите најблиски. Празнувањето на Христовото воскресение да ни даде сила да се справиме со искушенијата пред кои сме исправени и следниот Великден повторно да го славиме во храмовите ширум нашата татковина. Бидете здрави и живи и да е за многу години Великден. Како што беше спомнато, со 11 нови случаи од изминатото деноноќие, вкупниот број на лица со COVID изнесува 100. Од нив 77 се на домашно лекување, значи се лекуваат дома, во изолација домашна, додека 23 се лекуваат во болнички услови. 3 лица досега се починати, како што знаете. Во моментот, значи денес, во инфективното одделение
има 18 хоспитализирани лица, 15 со потврден COVID, значи потврдени на вирусот корона, а додека 5 се сомнителни, земени им се материјали и за нив се чекаат резултати. Во однос на медицинските работници, здравствените работници, во споредба со другите податоци кои што ги слушаме за другите градови, кај нас навистина не е голем бројот на инфицирани здравствени работници, 8 се досега вкупно, а додека во подздравствен надзор ни се ставени 30. На некои веќе здравствениот надзор, мислам, на период од 14 дена во самоизолација им е поминат,